Законските измени за раст на минималната плата на 600 евра кои ги предложи СДСМ не поминаа на матичната комисија за економски прашања, труд и енергетска политика, ниту на законодавно-правната. Не помина ниту предлогот за трипартитен диалог, односно јавна расправа пред пратениците во собранието меѓу работодавачите, синдикатите и владата. Ве молам да гласаме. Кој е за? Тројца. Дали има некој против? Нема. Дали има некој воздржан? Нема. Констатирам дека предлогот не е прифатен. Иако предлогот не помина на комисиите, сепак за него пратениците ќе одлучуваат на пленарна седница. Расправата помина во убедување и аргументи од страна на опозицијата зошто мора да се зголеми минималната плата во земјава. Предлогот на СДСМ е минималната плата од март годинава до март наредната година да се зголеми на 36.960 денари, а со растот на минималецот да се усогласат и сите останати плати. И да заеднички ја пратиме таа порака дека кога станува збор за граѓаните, кога станува збор за работниците, нема да има политичка идеологија која што ќе може да не подели, заради тоа што ако за многу прашања други кои што се од интерес на политичките партии можеме да изнаоѓаме законски решенија кои што би биле консензус, ќе спомнам изборниот законник, тогаш зошто пак да не можеме да имаме некаков консензус околу закон за минимална плата. Пратениците од власта не дебатираа на комисиските расправи. Само пратеникот од ЗНАМ Милет Цеков искажа личен став дека минималната плата треба да се зголеми. Таа минимална плата денес е најниска во регионот, иако продуктивноста по работен час која изнесува $34 е можеби една од повисоките во регионот. Например во Србија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора имаат повисок минималец од Македонија, а помала продуктивност по работен час во однос на нашиот работник. Инаку Сојузот на синдикатите на Македонија остави рок на владата и работодавачите до крајот на февруари да се договорат за зголемување на минималната плата на 600 евра. Во спротивно за март најавуваат уште еден протест, но и генерален штрајк во јавниот и приватниот сектор.